Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово денеска го запраша јавното предпријатие Куманово паркинг. Дали оваа зима функционира на платата на паркинг просторот, дали истиот е исчистен и дали се санкционираат оние кои не плаќаат паркинг во Куманово. Директорот на предпријатието пак вели дека вонредната временска состојба е причина за како што велат од ВМРО нефункционалниот систем за паркирање. Покрај сите проблеми што ги направи неажурноста на локалната власт на Куманово, која го остави градот заглавен во снег и лед, поради што на лизгавите улици и тротоари многу граѓани се вршија со телесни повреди, нефункционален е и системот за паркирање во градот, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. На пресконференција тие запрашаа дали оваа зима функционира Куманово паркинг, дали се наплаќа паркинг просторот и дали се санкционираат оние кои не плаќаат, потенцирајќи дека за да се плаќа потребно е првен да се расчистат паркинзите, велат од ВМРО ДПМН. Од тога се поставува прашањето. Дали оваа зима функционира Куманово паркинг? Деновиве едно од многуте работи што ги збунува граѓаните е и дали наплатата на паркинг функционира или не. Дали јавното предпријатие наплаќа паркинг и дали ги санкционира оние кои не плаќаат. Очигледно, распусот не завршил за ова јавно предпријатие. Затоа, како Општински комитет, ги повикуваме надлежните од оваа предпријатие веднаш да излезат и да им објаснат на граѓаните дали треба да плаќаат за паркинг или не. И доколку треба да се плаќа, да почнат со работа и да ги расчистат паркинг просторите, па дури тогаш да бараат надомест за користење на истите. Директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Фадил Шабани по обвинувањата рече дека предпријатието продолжува со работа, но поради вонредната временска состојба периодов не се санкционираат оние кои не плаќаат за паркинг простор, бидејќи не е во функција пајак службата. Сите тие совесни граѓани кои го користат паркинг просторот, кои су во можност, они пуштат СМС пораки и плаќат, меѓутоа тие што не плаќат заради ваквите услови, не ги санкционираме овој месец. Јавно предпријатие паркинг Куманово теконо во континуитет продолжува со работа, меѓутоа и сами сте сведоци дека овој месец е месец пеколон, вонредни околности, не само во Куманово, него во целата држава и во регионот. Ние продолжуваме со работа, меѓутоа, како и вие сами сте сведоци, пајак служба не функционира поради тоа што камионот е стар 1986 година и затоа ние сме предпазливи у овој период да не искача на терен, бидејќи и временските услови не го дозволуваат тоа. И исто така паркинг сведоци сте дека овој месец менаџерскиот тим одлучил да не стави канџи на ниедно возило заради тоа што видите дека време е такво и паркинг просторите се затрупани со снег. Приоритет овој период заедно со надлежните општински служби даваме пред се на граѓани на општина Куманово за расчистување прво на улици и на тротоари кај поминуваат пешаците, а во третиот дел доаѓа нашата работа. Шабани смета дека веќе од следната недела ќе започне нормалното функционирање со наплата на паркинг просторот во Куманово, паралелно со подобрувањето на временските прилики и расчистувањето на паркинг просторите. Студот го зголеми бројот на пациенти кои побарале помош како последица на измрзнатини од ниските температури. Зимата може да биде сурова кон кожата, велат дерматолозите, и апелираат кожата пред се екстремитетите, рацете, нозете и лицето да бидат заштитени со соодветни зимски реквизити. Еве кои се советите.
Минусните температури кои падна и 20 степени под нулата го зголеми и бројот на пациенти со проблеми на кожата, информираат дерматолозите кои регистрираат поголем број на интервенции како последица од студот. Велат најчестите проблеми како резултат на изложеност на екстремитетите, лицето и косата на студ се црвенило и бледило, а кожата реагира и кога е покриена со облека и создава сувост, чешање и првут. Промената која се јавува најчесто како резултат на овие ладни температури на дел од кожа која е покриена, тоа е сува кожа, која е пратена со чешање, и тоа баш онака енормно чешање, и со некои ситни сквами, тоест перутање. Тоа е нешто за кое пациентите се јавуваат многу често во овој период, меѓутоа многу симптоматично и потешко за лечење се оние делови од кожа кои се директно изложени на надворешни влијанија, тоест на ниска температура. Тие реагираат на тој начин што се јавува бледило и црвенило во исто, едно по друго, не во исто време, следователно, и сето тоа е пратено со многу чешање, со боцкање, пецкање, па дури и со силна болка. Освен соодветна терапија, граѓаните за да се спречат негативни последици од студот треба да се заштитат со стандардните зимски реквизити, да користат хидратантни креми и секако внесување на течности и конзумирање храна богата со витамини, апелира дерматологот Кузмановска. Секогаш оди во пакет препорака, да се заштитат со соодветни реквизити, тоа се ракавици, капа, шал, а за нозе особено е битно да носат широки кондури, за да може непречено да се одвива таа циркулација на долните екстремитети. Исто така, секогаш мора да се користат емолиентни креми, тоест креми кои се доста хидрантни, содржат вода во себе и содржат одреден процент на глицерин. Секако, тука и онаа препорака за хигиено-диететски режим, тоест, храна соодветна, богата со витамини, многу течности, меѓутоа течности во смисол вода и топли чаеви, не сладки сокови. Исто така, соодветно облекување, тоа е слоевито облекување, и најбитно од се, што секогаш препорачувам ја на моите пациенти, никогаш да не бидат блиску до грејно тело. За да се рехабилитира кожата е потребен временски период зависно од кондицијата на човековиот организам, а дополнително влијание и потешкоти, вели Кузмановска, предизвикуваат и конзумирањето на цигари, алкохол и лош начин на исхрана. Минатата 2016 година е најлоша година во пчеларството, воопшто кај нас и во Македонија, вели Зоран Станковски, долгогодишен пчелар од Куманово. Причина се временските услови и здравствената состојба на пчелите. Пчеларите во Куманово не се задоволни од приносите на мед добиени минатата 2016 година, кој изнесувал 5 килограми по пчелно семејство, споредено со 2015 кога тој просечно изнесувал 30 килограми. Според Зоран Станковски, временските услови се причина приносите на мед да бидат ниски. Тој посочува дека проблем во студениот период е здравствената состојба на пчелите и појавата на болеста празна кошница или нозема церана, која е кобна за пчелните семејства. Допрва ќе се пресметуваат загубите на пчелните семејства, вели тој, кои би се движеле околу 40% на ниво на Македонија, во зависност од совеста на пчеларот и од тоа колку е успешно заземувањето на пчелите. Незванично податоци се некаде 40% од семејствата ќе имаме до 40% загуби, бидејќи сега има една нова болест непозната уште. Нема начин за лекување, тоа мислим дека ја викаме сега нозема церана. И има многу загуби. Или најново сознание е празна кошница. Кошницата е полна со мед на 1, 2 или 3 тела, а пчелите ги нема. Тој додава дека зимскиот период е поволен за пчелите, бидејќи како што вели пчелите не умираат од студ, туку захрани од болест, доколку не се третираат на време. Препорака до пчеларите, сега првиот ден кога ќе го најдат сончев, да отидат до пчелите, да ги прегледат. Тоа е една визуелен преглед, или со стетоскоп со слушалки, кои му се преживени и да види каква им е состојбата. Ако немат храна, да ги прихрани со овие вештачки погачи, шекерно-медни и збогатени со витамини и со некои лекарства, така да кога ќе пукне пролет, мислам кога ќе се стопли времето,
да имаат јаки семејства и да се надеват дека ќе добијат мед. Зоран долги години одгледува пчели на неколку локации во Куманово, има 90 кошници и како најуспешни вели се пчелите во Липковскиот крај. Најголем успех е забележан во 1997 година со просечен принос од 100 килограми по пчелно семејство. Климатските услови, глобалното затоплување значително влијат колкав ќе биде приносот на пчелите. Нектарот се лачи од 22 до 30 степени Целзиусови, а бидејќи оваа година имаше и до 40 степени, тоа значи дека нектарот испарува уште во цветот. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 32 годишниот ИБ од Куманово поради сомнение за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење, тргување со оружје или распрскувачки материи. Полициските службеници на 14 октомври 2016 година извршиле претрес во домот на пријавениот, при што бил пронајден пиштол без рамка со непознат калибар и непознат серијски број. Од преземени мерки било утврдено дека пиштолот е сопственост на неговиот дедо, кој бил починат пред околу 25 години. На 24 јануари годинава во 20 часот и 40 минути на ГП Табановце при пасошка контрола било констатирано дека лицето КП 22 годишниот од Прилеп е видирана стоп листа и е предмет на потрага поради сомнение дека извршител на кривично дело, тешка кражба. Лицето е лишено од слобода и во 21 часот и 45 минути е предадено на полициски службеници СВР Куманово за понатамошна постапка. По повод националниот празник на србите 27 јануари Свети Сава, во Кумановскиот театар ќе се одржи традиционалната Светосавска академија. Српската заедница во Македонија ветува богата културно-музичка програма, а почетокот на манифестацијата е закажан од 19 часот. Српската заедница во Македонија како најголема организација во Република Македонија кој што се занимава со српство, значи одбележува и организира повеќе манифестации на ниво на цела Република Македонија. Централната манифестација на 27 јануари во Скопје во новиот Македонски народен театар. Ние во Куманово организираме исто така Светосавска академија на 26 јануари во Народниот театар во Куманово со почеток во 19 часот. Да, значи ова 2017 година е јубиларна година за србите во Република Македонија. Имено ова година одбележуваме 10 години како србите во Република Македонија имаат свој национален празник. Што се однесува до Куманово, значи очекуваме, имаме најава за еминентни глумци од Република Србија, Момир Брадич и Весна Павловиќ. И ни доаѓа Даница Крстич од Република Србија исто така кој што пее и негува етно песна и етно музика. Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен Крива Паланка прослави 2 години постоење во кои се реализирани 80 на планинарски акции, од кои 8 меѓународни, а останатите се организирани од страна на ова сдружение, но и учествува на акции согласно годишниот календар на Федерација на планинарски спортови на Македонија. Оценувајќи ја 2016 година како успешна и година на значаен напредок во релативно младото Сдружение за планинарење и заштита на планината Калин Камен Крива Паланка, одговорните оттаму информираа дека лани биле реализирани 40 планинарски акции, од кои 4 со интернационален предзнак. Минатата година беше година на раст, година во која ја проширивме соработката со бројни планинарски друштва од земјава и странство. Оттаму и бројката на извршени 40 акции за планинарење, а од нив 4 меѓународни. 7 дена на планина Рила во Република Бугарија, каде беше реализирана и акцијата 7 рилски езера. Се искачивме на највисокиот врв на Балканскиот полуостров Мусала, висок 2925 метри и на Бесна Кобила во Република Србија, информира Теодор Јовановски од Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен. Сдруженијето брои 60 активни членови. Веќе е реализирана првата акција годинава до станци со посета на атрактивните станечки водопади, а предстојниот викенд се организира зимско искачување на врв Чупино брдо. Чупино брдо се наоѓа на Осоговските
планини на 1700 метри надморска височина. Стартот на акцијата е на плоштадот во Крива Паланка. Оттаму ќе се упатиме кон село Луке, од каде што официјално започнува акцијата за искачување на врвот, каде треба да пристигнеме до Пладне. Она што е потребно е опрема за планинарење во зимски услови и доволно течности, додава Јовановски. Според годишниот план за 2017-та, планирано е да бидат реализирани 35 акции. Признание за успешно завршени проекти на 9 старт-ап предпријатија денеска доделува Фондот за иновации и технолошки развој. Во емисија во Фокус, директорот на Фондот за иновации Јасмина Поповска говореше за тоа кои се условите за да едно предпријатие добие финансиска помош од фондот. Еве дел од разговорот. Колкав е буџетот за 2017 година, што со финансиските средства и кога може да го очекуваме и првиот јавен повик? 2017 година имаме предвидено во годишната програма дека ќе доделиме 3.700.000 евра. До сега имаме доделено 1.500.000 евра. Дополнително на овие средства во инвестиции во иновации се и средствата кои што доаѓаат од самите предпријатија како нивно кофинансирање, затоа што ние секогаш ги нашите средства ги вложуваме заедно со средствата од самите бизнеси. И се надеваме дека ќе поддржиме околу 35 предпријатија директно преку комерцијализација за иновации и стартап предпријатија, а и индиректно преку инструментите за трансфер на технологии и преку деловно-технолошки акселератори, каде што ќе добијат можност не само да иновираат, туку и да применат некое напредно знаење од надвор или од универзитетите со цел подобрување на продуктивноста и ефикасноста на бизнесот и поголема конкурентност. Сето ова се надеваме да го оствариме започнувајќи со февруар месец, со првиот повик за оваа година што е предвиден, ќе биде отворен за комерцијализација, иновации и за стартап предпријатија, затоа што и најголема е побарувачката за овој инструмент, а секако во текот на годината ќе имаме повици и за останатите два инструменти. Нови 170 компании станаа корисници на Дирекцијата за големи даночни обврзници на Управата за јавни приходи, со што бројката се искачи на вкупно 435 корисници, информираше министерот за финансии Кирил Миновски на конференцијата организирана по повод влегувањето на новите даночни обврзници во оваа дирекција. Уште 170 компании ги исполнија критериумите за влез во групата на големи даночни обврзници за кои се грижи посебна дирекција во Управата за јавни приходи. Во нив влегуваат фирми од нафтената индустрија, енергетиката, металургијата, сите банки, осигурителните, лизинг компаниите, странските инвестиции по значајните јавни предпријатија. Сите тие се издвојуваат според годишниот бруто промет, вкупно платените даноци и остварените финансиски резултати. Би сакал да истакнам дека во изминатиот период од аспект на плаќањето на даноци направени се голем број реформи со цел да се поедностави стопанисувањето во оваа сфера. Бројот на процедури за плаќање на даноци од 54 колку што изнесуваше во 2006 година се сведе на 7 процедури. Денес, а ефективната даночна стапка од 40% е намалена на 13%. Бројот на фирми кои се квалификуваат како големи даночни обврзници е за 3 пати поголем од 2006 година кога беше формирана дирекцијата. Ова говори доволно за развојот на капацитетите на дирекцијата, но и за економскиот развој на земјата, рече министерот за финансии Кирил Миновски на конференцијата организирана по повод влегувањето на новите даночни обврзници во оваа дирекција. Тој додаде дека големите предпријатија имаат значајно влијание на растот и развојот на економијата, како што истакна тие се креатори на голем број работни места, носители на технолошкиот прогрес, на извозот и растот на бруто домашниот производ. Согласно податоците, уделот на големите даночни обврзници кои се администрираат преку дирекцијата во полнење на државната каса изнесува 44,42%, потенцира директорката на Управата за јавни приходи Анастасија Илиевска. Дирекцијата за големи даночни обврзници бележи континуиран раст на корисници, која денес изнесува 435, споредено со 2006 година кога броеше 133 корисници.
Најмалку 12 лица се убиени, а 25 се ранети во денешниот напад врз хотел во главниот град Сомалија Могадишу. Загинаа сите 6 напатници и членовите на екипажот во хеликоптерот што се урна во централна Италија, свето денеска. Најмалку 12 лица се убиени, а 25 се ранети во напад врз хотел во главниот град на Сомалија, Могадишу. Нападот го извршила сомалиската исламистичка групација Ал-Шабаб. Две експлозии одекнале пред влезот на хотелот Даја во период од 1 час, а вооружени мажи потоа отвориле оган кон обезбедувањето. Во хотелот се наоѓале околу 20 на сомалиски пратеници, но никој од нив не настрадал. Загинаа сите 6 напатници и членови на екипажот во хеликоптерот што се урна во централна Италија, а им припаѓаше на италијанските спасувачки служби. Спасувачките екипи пристигнале на местото на несреќата и ги собрале телата на жртвите. Хеликоптерот се урнал во регионот меѓу општините Аквила и Кампо Феличе. Тој не учествувал ниту во спасувачката операција во затрупаниот хотел од лавината, ниту во укажувањето помош на луѓето кои настрадаа во минатонеделниот земјотрес во централна Италија. Хеликоптерот евакуирал ранет скијач од пистата и паднал од височина од 600 метри. Бројот на загинати во лавината што го затрупа хотелот во централна Италија нарасна на 16 лица. Се уште не е позната судбината на 13 лица. Моќната лавина, предизвикана од земјотресот и силните снежни врнежи, на 18 јануари се спушти врз хотелот Ригопијано и целосно го затрупал 4-катниот туристички објект. Во хотелот во моментот на несреќата се наоѓале над 30 на лица, а лавината ја преживеале 9 гости, меѓу кои 4 деца, кои биле извадени од потурнатините. Другите двајца преживеале благодарение на тоа што непосредно пред несреќата излегле од зградата. Германската влада по нападот на божичниот маркет во Берлин издала предупредување според кое земјата се соочува со висок ризик од терористички напад во кој би се користеле хемиски супстанции, а чија цел би биле системи за дистрибуција на вода за пиење. Германската влада со документот упатува барање до германската армија, агенциите за разузнавање и службите за итна помош да бидат подготвени за хемиски напад кој според властите е реална опција. Покрај водата за пиење, според извештајот постои висок ризик и од напад на терористички организации на индустријски хемиски постројки. Во заклучоците на извештајот се вели дека германските вооружени сили повеќе од било кога се подготвуваат за ваква разврска на настаните во земјата. Во првата македонска кошаркарска лига се одигра неколку надпревари од деветото коло. Победи забележаа Кожув, Фени Индустри и Пелистер. Победи на Фени Индустри, Кожув и Пелистер во премиерните средби од 2017 во првата македонска кошаркарска лига. Фени Индустри беше убедлив на гостувањето кај Охрид и славеше со 83-62. Во отсуство на капитенот Кире Николовски, Чешковиќ и Джекиć со 21, односно 14 поени, го водеа Фени до 8-та победа во домашниот шампионат со која се искачи на првата позиција на табелата, на која ќе го очекува дуелот во среда меѓу досегашниот лидер Работнички и Струмица. На дербито во Гевгелија, домашниот Кожу во последните 4 дена ја запиша втората победа над Куманово. Гевгеличани со 80-69 го добија вице шампионот и направија голем исчекор кон посокуваниот пласма на едно од првите 4 места на табелата кои водат во Суперлигата. На дуелот меѓу екипите од долниот дел на табелата, Пелистер како домаќин во Кавадарци славеше победа над младиот тим на Вардар со 69-57. Голубовиќ и Давков со по 20 коша беа најефикасните кошаркари во победничкиот состав и воедно на мечот. Деветото коло
коло ќе се комплетира денеска на 25 јануари со надпреварот Работнички Струмица. На табелата Фини Индустрија има 17 бода, следува Работнички со 15, Куманово е трето пласирано со 15 бода, Кожув 14, Пелистер 13, на долниот дел од табелата се Струмица со 11, исто колку и Охрид. Вардар следува со 9 бода. Полуфинални билети за светското ракометно првенство во Франција обезбедија репрезентациите на Франција, Норвешка, Хрватска и Словенија. Македонија на ова светско првенство заврши на 15-тата позиција. Репрезентациите на Норвешка и Франција беа првите полуфиналисти на светското ракометно првенство. Во првиот четвртфинален надпревар одигран во Албервил, репрезентацијата на Норвешка која елиминираше Македонија. Во осмина финалето беше подобро од Унгарија. Домаќинот пак Франција славеше против Шведска. Норвежаните за место меѓу четирите најдобри на мундијалот се изборија со победата од 31-28. На полувреме заминаа со предност 17-10. Селекциите на Хрватска и Словенија обезбедија полуфинале на мундијалот во Франција, откако Славија победи против Шпанија и Катар. Хрватите во драматичен надпревар ја совлада Шпанија со 30-29. Надпреварот имаше многу пресврти и промени. На крајот профитираше Хрватска. Словенија ја победи селекцијата на Катар со 32-30, пред се поради одличната игра во првиот дел. Според ова познати се и полуфиналните двојки во кои се среќаваат Франција, Словенија и Хрватска, Норвешка. Полуфиналните мечеви се играат во четврток и петок. Средбите започнуваат од 20 часот и 45 минути. Победниците ќе се сретнат в недела во финалето кое се игра во Париз. Бугарскиот тенисер Григор Димитров продолжува со одличните игри во Мелбурн. Роналдо со ново признание. Ги следиме вестите од меѓународен спорт. Григор Димитров од Бугарија е третиот полуфиналист на Австралија Опен во Мелбурн. Тој во четвртфиналето го совлада Давид Гофин од Белгија со 3:0 во сетови и по втор пат во својата кариера ќе игра полуфинале на Гранд Слем турнир. Инаку ова е негов најдобар резултат на овој турнир, откако во 2014 беше полуфиналист. Тој во следната рунда ќе игра со победникот од мечот Рафаел Надал Милош Раонич. Во првото полуфинале ќе играат швајцарските тенисери Роджер Федерер и Стан Вавринка. Сан Антонио славеше во дербито на вечерта против Торонто со 108-106, а клучни во драматичната победа беа слободните фрелања на Ламаркус Олдрич во последните 12 секунди. Филаделфија продолжува со одличните тимски партии за деветата победа во последните 12 меча. Овој пат совладувајќи ги Лос Анџелес Клиперс на домашен терен со 121-110. Сигурен пред своите навивачи предводени од Бредли Билом и Џон Вол беше и Вашингтон против Бостон со 123-108, додека Чикаго беше подобар од Орландо со 100-92. Најновата награда која заврши во рацете на португалецот е од навивачите во Кина. Тие го избраа Роналдо за најкорисен фудбалер во светот за 2016 година. Роналдо се заблагодари на наградата, а најави дека се чувствува како да може уште долго време да биде најдобар. Тој им се закани на сите останати, дека додека е тој на теренот нема што да бараат за тоа кој е најдобар. Португалецот за помалку од 1 месец ќе наполни 32 години, но тоа не го плаши. Времето денеска претежно облачно со повремени врнежи од снег во југоисточниот дел од државата, а во крајниот југоисток врнежите ќе бидат од дожд и снег. Во попладневните часови врнежите насекаде ќе престануваат и ќе се намалува и облачноста.
информацијата за временската прогноза го завршуваме ова издание на Дневникот. Останете со програмата на К3. Од мене, пријатно попладне.